Добро дојдовте во урбаните вести. Собранието на Република Македонија ги донесе измените на изборниот законник со што се овозможи одржување на локалните избори во првата половина на октомври и продолжување на мандатите на градоначалниците. Ова е веста за денеска, а во продолжение следуваат настаните на денот. Министерството за образование и наука информира, укинато е екстерното тестирање. Објавен конкурс за школата за млади лидери за 2017. Компанијата Бимилк донираше млеко за децата од СОС Детско село. Се отвараат игралиштата на песок на градска плажа парк. Додека голем број луѓе гладуваат во неможност да обезбедат храна за себе и за своите семејства, други секојдневно фрлаат огромно количество на храна. Фрлањето храна е глобален проблем со кој се соочува цел свет, а на оваа тема вечерва ќе биде прикажан и филмот Taste the Waste. Наградуваниот документарен филм Taste the Waste, кој се однесува на светскиот проблем со фрлањето на храната, ќе биде прикажан вечер во јавна соба. Овој документарен филм ја прикажува неверојатната вистина за фрлањето на милиони тони храна. Филмот представува обид да се најдат причините и решенијата, а при тоа да се зголеми свеста за тоа што може секој од нас да преземе. Прикажувањето на филмот е во организација на Асоциацијата Ајде Македонија и е во период кога кај нас се предлагаат законски измени кои треба да ги променат состојбите. Неодамна беа прикажани и поразувачки резултати од истражувањето за состојбата со фрлање храна од производствените капацитети, маркетите, дистрибутивните ланци и угостителските објекти во Македонија. Во Македонија се фрла речиси 1/4 од вкупното количество храна, со која манипулираат маркетите, рестораните, производителите и дистрибутерите. Ова го покажува истражувањето спроведено во рамки на проектот Храната за гладните, а не на депонија. Најмногу храна фрлаат дистрибутивните ланци, чии производи се со краток рок на траење, потоа рестораните и домакинствата. Вкупно 99% од анкетираните одговориле дека сакаат да ја донираат храната, а 45% од отпадот од домакинствата е органски. Собраните податоци од ова истражување ќе бидат основа за поттикнување на сите субјекти во општеството за одржливо менаџирање со храна, редуцирање на отпадот од храна, евентуално донирање на вишоците храна, како и потребата од граѓанско учество во процесот за намалување на сиромаштијата, со што конечно ќе се развие свеста кај управителите на маркетите и производствените капацитети за донирање на храната со тесен рок на употреба. Се укинува екстерното тестирање. За деталите, подоцна во вестите. Објавен е конкурсот за 8-та поред меѓународна обука за млади лидери, што под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе се одржи од 20 август до 1 септември во Охрид. На конкурсот, што е отворен до 12 јуни, може да учествуваат млади од Република Македонија и наши иселеници што живеат во странство. Објавен е конкурсот за 8-та поред меѓународна обука за млади лидери, што под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ќе се одржи од 20 август до 1 септември во Охрид. Програмата е намената за млади луѓе со завршено високо образование, кои имаат желба преку нивните лидерски вештини да придонесат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат. Како што се навидува во објавениот конкурс, програмата на школата опфаќа предавања и практични вежби за лидерство со еминентни предавачи од земјава и странство, а наставата се одвива на македонски и на англиски јазик. На конкурсот, што е отворен до 12 јуни, може да учествуваат сите млади од Република Македонија и наши иселеници што живеат во странство. Условите за конкурирање предвидуваат апликантите да имаат одлично познавање на англиски јазик, да имаат просек еднаков или поголем од 8,5 на додипломските студии, а работното искуство од минимум 1 година ќе се смета за предност. Апликацијата што треба да се достави до кабинетот на председателот на Република Македонија треба да содржи биографија, кратко мотивацијско писмо, копија од уверение за положени испити, потврда за напреден степен на познавање на англиски јазик и 2 препораки. Школата за млади лидери за прв пат беше организирана кон крајот на август 2010 година во Охрид. Во изминатите 7 години на неа учествуваа околу 280 млади луѓе со различна академска и професионална определба.
Учесниците на досегашните школи се организирани во Алумни асоциација ИСЛА, регистрирани како посебно здружение, каде што преку организација на семинари, панел дискусии, предавања и учества во младински настани, продолжува развојот на знаењата и вештините на досегашните учесници на школата. Министерството за образование и наука соопшти дека запираат сите отпочнати постапки во врска со екстерното проверување на знаењето на учениците. Оваа вест најмногу ги израдува токму учениците, на кои крајот на учебната година им представуваше еден од најтешките периоди во подготовка на обемниот наставен материјал. Министерството за образование и наука денеска соопшти дека со усвојувањето на измените на Законот за основното образование, на Законот за средното образование и на Законот за наставници во основните и средните училишта се укина екстерното тестирање. Собранието на Република Македонија вчера донесе Закон за изменување на Законот за основното образование, Законот за изменување на Законот за средното образование и Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта, со кои се укина екстерното тестирање, стои во соопштението. Измените на законите, како што посочуваат од Министерството, се објавени во Службен весник на Република Македонија број 67 од 1 јуни 2017 година и стапија во сила со денот на нивното објавување. Со овие законски измени е укинато екстерното тестирање и нема да се спроведува. Сите отпочнати постапки во врска со екстерното проверување на знаењето на учениците запираат, се додава во соопштението. Од утре се отвараат одбојкарските игралишта на песок. Деталите ќе ги дознаете подоцна. Постојаните повици и апели до компаниите за поголема општествена одговорност вродуваат со плод. Една од позначајните донации е донацијата од Бимилк, која ќе ги задоволи потребите за млеко на децата од СОС детско село за период од 1 година, благодарение на донацијата од Бимилк. По повод 1 јуни, светскиот ден на млекото, Бимилк организираше голема забава исполнета со повеќе заеднички активности со децата згрижени во хуманитарната организација СОС детско село. На настанот беше најавена и овогодинишната донација на Бимилк, која ги покрива годишните потреби за млеко на децата од детското село и е дел од годишниот договор за соработка на двете компании. Со цел да им го разубави токму овој значаен ден кој го истакнува значењето на млекото во детската исхрана. Компанијата приреди забава со бројни изненадувања и активности за сите деца под грижа на СОС. Препознатливото битолско чупе заедно со дел од вработените во Бимилк во текот на 3-часовниот настан си играа со децата, се дружеа и стекнуваа нови пријателства, истовремено учејќи ги дека уште од мали треба да имаат здрави навики и редовно да пијат млеко. Полексина Јанкуловска, маркетинг менаџер во Бимилк, нагласи дека Бимилк како општествено одговорна компанија од секогаш во фокусот ги имала децата и нивниот правилен раст и развој. Токму во годината кога одбележуваме 65 години работа во Македонија, сакаме уште еднаш да истакнеме дека сме компанија која се грижи за добросостојбата на сите, особено на ранливите групи. Денот на млекото е само повод и потсетување за нашата долгорочна и искрена солидарност кон овие групи граѓани, додаде Јанкуловска. Токму оваа година, кога го одбележуваме и 65 годишното работење на Бимилк во Македонија, би сакала да истакнам дека сме компанија која тежне да обезбеди благосостојба на сите, а особено на ранливите групи на граѓани. Донациите како оваа која што ја имаме денес се темелот, биле и ќе бидат темелот на нашето корпоративно делување. Меѓутоа, она што не смееме да го запоставиме се и вистинските вредности кои денес тука можеме да ги видиме, а тоа се детските насмевки, исполнетоста со радост на детските срца и разубавувањето на нивното секојдневие. Впрочем, светскиот ден на млекото е само повод и потсетување на нашата долгорочна и искрена солидарност со овие групи на граѓани. Директорката на програми на СОС детско село Александра Ивановски истакна дека оваа донација на млеко ќе ги задоволи годишните потреби на децата. Бимилк е наш долгогодишен соработник, долгогодишен партнер кој што навистина одговара на нашите реални потреби. Во оваа прилика би сакала да изразам огромна благодарност за компанијата која што токму секој месец редовно и континуирано обезбедува доволна количина од млеко и млечни производи за потребите на нашите младинци, згрижани во младинските куќи, кои што пак овие производи им се потребни за правилен раст и развој.
Граничниот премин Стар Дојран е пуштен за секаков вид сообраќај. Преминот беше затворен поради штрајкот на грчките цариници, а во изминативе 24 часа беа пропуштани само пешаци. Граничниот премин Стар Дојран е пуштен за секаков вид сообраќај. Преминот беше затворен поради штрајкот на грчките цариници, а во изминатите 24 часа беа пропуштани само пешаци. Грчките царински служби на граничниот премин Евзони стапија во генерален штрајк кој траеше 24 часа. За време на штрајкот, товарниот сообраќај при влез и излез во Грција беше во целосен прекин, додека автобускиот и патничкиот сообраќај функционираше со повремени прекини, односно 60 минути блокада и 15 минути пропуштање. Автомотосојузот на Македонија соопшти дека на останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Измени во сообраќајот има и на патиштата во Македонија. На магистралниот пат А2 делница Кичево-Охрид од Пресека до Песочани денеска од 15 часот ќе има времена измена на режим на сообраќајот. На оваа делница сообраќајот ќе се одвива со преминување од една на друга коловозна лента во должина од 2,5 километри. Ваквиот режим на сообраќај ќе трае до изградба на автопатот А2 делница Кичево-Охрид. Рекреативните спортисти од утре ќе имаат можност бесплатно да се рекреираат на одбојкарското и ракометното игралиште на градска плажа парк. Од утре почнуваат со работа одбојкарското и ракометното игралиште на песок на градска плажа парк. Како што соопшти град Скопје, на игралиштата бесплатно може да спортуваат и да се рекреираат сите заинтересирани граѓани. Игралиштата ќе бидат отворени секој ден од 10 до 24 часот. Закажувањето може да се изврши на телефонскиот број 071 217 390 од 10 до 23 часот и 30 минути секој ден или на самото игралиште во горе наведениот термин. Терминот за бесплатно користење е со време траење од 1 час, додаваат од град Скопје. Управата за хидрометеоролошки работи по направената долгорочна временска прогноза информира дека вистинското лето доаѓа во втората половина на јуни. Топлото време ќе се задржи во текот на месец јули, додека во август можни се врнежи на многу места во Македонија и во форма на невреме. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат за временските услови за летото кое ни предстои. Како што велат оттаму, за сезонскиот осврт користен е опсежен материјал. На основа на развојот и манифестирањето на зимата, доцнењето на пролетната сезона, екзистирањето на влажни, променливи и нестабилни временски услови со релативно умерени температури, постојат реални изгледи првата половина од јуни се уште да биде умерена во однос на температурите на воздухот со благо зголемување. Во втората половина на јуни можно е да се очекуваат повисоки температури, па дури и надминување на просечните, додека врнежите ќе бележат тренд на намалување. Но сепак не би требало да очекуваме период со многу голема топлина. Загревањето на атмосферата би било постепено, па дури и да има температурни осцилации со понагласена топлина, истите најверојатно би биле со пократко време траење над Балканот и кај нас, како резултат на постојно блокирање на појасот со висок воздушен притисок над Западна и Северна Европа, велат од УХМР. Во текот на јули не се исклучува веројатноста да се појави на последователни денови со екзистирање и одржување на континуирана топлина, поради субтропски висок воздушен притисок и транспорт на многу топол воздух кој ќе предизвика појава на топлотни вранови. Како и да е, поверојатно е дека долго и релативно топло лето се очекува низ Европа, бидејќи ќе се задржат пролонгирани периоди со топлина над просечната до екстремна топлина на Балканот и во Македонија, која на никој начин ќе ги ограничи врнежите. Поред оваа проекција, Балканот и Македонија ќе се соочат со највисок ризик за топлотни бранови, појава на суши и шумски пожари. Во последните сезони, август тежнееше да биде попроменлив и влажен. За оваа сезона изгледите се дека во август ќе продолжи топлото лето со високи температури, слично како за јули со повисоки од просечните и врнежи во рамките на просечните, со сосема неизвесен исклучок на источните области. Но во случај на интензивирање на постојната топла фаза на Ел Ниньо во јуни и јули, нема да ни изненади ако месец август биде попријатен
осветен, во однос на температурите и релативно повлажен. Сепак во август ќе има доволно топли денови во кои не се исклучува можноста за повремено дестабилизирање на атмосферата и создавање на поволни услови за иницирање и развој на силни олујни облаци со пороен дожд, грмежи, силен ветер, град, а локално да се манифестира во форма на невреме со уште поизразено деструктивно влијание. Утре ќе превладува нестабилно облачно време со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со обилен пороен дожд, електрични празнења, застилен ветер и град. Се очекува наместа да наврнат над 35 литри на метар квадратен дожд. И во недела попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, додека во првите денови од наредната недела во попладневните часови ќе има изолирана појава на нестабилност, која повеќе ќе биде застапена во планинските подрачја. МТМ Метео е во продолжение на урбаните вести. Со МТМ Метео го завршуваме и денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието, станете и понатаму со нашата програма. Имајте убав ден. Довидување.